Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Ако Бог не е во тоа секако нема да проработи. И ако тој е во тоа, тогаш ќе проработи, никој нема да може да го сопи. И така нам ни е потребно да ги задржиме очите кон Бог, а не кон луѓето. На сите им се допаѓа таа порака. Битката му припаѓа на Бог. Јас сакам да ви спомнам уште на почеток дека само затоа што битката му припаѓа на Бог, тоа не значи дека ти само ќе си седиш и нема да правиш ништо, додека Бог прави потполно се. Ќе научите некои нешта дека минуваме низ ова во втора летописи. Јас го имам доста проучувано ова. Сум поучувала од ова многу пати. Денес ќе бидеме во втора летописи глава 20. Ќе можете да го гледате на екранот или во вашите библии, што би сакала да видам повеќе од вас како го прават тоа. После ова, први стих. Моавците и амонците, Асонив и некои од земјата Маонска појдоа во војна против Јосафат. Има толку многу од тие народи во Стариот Завет. Секој бил некаков вид и конечно јас сватив дека и сите ние си имаме наш мал бренд сличен на нив. Сиромасци, болесници, човечници, минатоци, намуртени соседци, лоши шефовци, збунетци, осаменци. Можам да продолжам понатаму и понатаму. Во секој момент кога непријателот ќе дојде против вас, ние секогаш не го правиме првото нешто кое треба да го правиме. Првото нешто кое треба да го направиме секогаш кога ќе имаме проблем или непријателот доаѓа против нас, сосема првото нешто што треба секогаш да го направиме е да го побараме Бог. Многу често ние трчаме кон луѓе. Јас не велам дека е погрешно да трчаме кон луѓе, но јас не би отишла кај никого за совет пред прво да го прашам Бог, дали тоа е правата личност кај која треба да отидеш. Затоа што, да бидеме искрени, има толку многу луѓе кои ги прашува што треба да сториш, а тие ниту не знаат што да прават. Затоа би било помудро да го побараме Бог. Може би тој не сака да отидеш кај никого. Може би се одел кај другите премногу долго и сега е време да научиш како самиот да слушаш од Бог. Амин. Може би секогаш кога ти е потребен некој стих не треба да се јавиш на пријател и да прашаш каде се наоѓа. Може би треба ти самиот да потржиш малку и сам да го најдеш. И се изненадите дека колку повеќе работите на нешто, толку повеќе добивате од тоа и толку подолго го памтите. Јас се сеќавам кога првпат почнав да ги поучувам другите пред да имаме интернет и тоа толку многу информации и толку лесно. Дозволите да ви кажам нешто. Да учиш тогаш беше цел проект. Јас имав мојата Библија, имав толку многу прирачници за проучување на Библијата, речник, конкорданс, са ми требаа часови и часови. Но знаете, воопшто не жалам за тие денови затоа што тоа всушност ми подари цврста основа на Словото. Сега тоа ми е олеснувањето да не морам да тражам низ конкордансот и да ги наоѓам стиховите, а потоа да ги истражам. Сега можете да запишете во компјутер што ви е потребно и тоа ви излегува во сите верзии што ви се потребни. Но понекогаш за вас е подобро ако повеќе копате отколку само да притиснете на глувчето. Амин. И така, првото нешто што сакаме да го направиме е да дојдеме пред Бог и да дојдеме пред Бог за се. Јосафат го знаеше тоа, па така во втора летописи 20, стих 2 и 3 тој вели: дојдоа и му јавија на Јосафат велики: против тебе доаѓа големо множество народ од преку мртвото море, од Арам, Сирија. И тие веќе се во Хацецон Тамара, односно во Енгеди. Сега, мора да обратите внимание на ова затоа што местото каде што е собран неговиот непријател, ова име ќе се промени на крајот од случката. И она што тоа значи, токму сега не е многу прекрасно. Но понекогаш твоето место на битка станува твоето место на благослов. Ајде. Понекогаш местото каде што треба да се соочиш со твојот непријател станува најголемото место на благослов во твојот живот. Колку од вас сте научиле
повеќе од тешките времиња низ кои сте поминале отколку од било кој друг момент во вашиот живот. Се прашувам, зошто не можеме да му се заблагодариме на Бог за нив додека минуваме низ нив? Ние го живееме животот нанапред, но воочајно го разбираме наназад. Гледаме назад и разбираме. И така, потоа вели во 3 стих, Јосафат се уплаши. Видете, тој бил ист како сите други. Прв пат кога добиваме лоши вести, кога непријателот дојде против нас, првото нешто кое доаѓа во нашите срца е страв. Сите лоши варијанти од она што ќе се случи. Но погледнете тој што направи. И го сврте лицето свое. Тој донел одлука. Реши одлучно. Сите речите, тој беше решен. Како негова животна потреба. Гледате, не сакам да ми изминам низ ова полека, што тој знаел дека барајќи го Бог во оваа ситуација, не беше само мала опција или нешто што тој можел да го направи ако сака. Тој знаел дека е неопходно за него да слушне од Бог ако сакал да ги победи неговите непријатели. И го побара Господа и објави пост во цела Јудеја. Овие луѓе почнаа да стануваат сериозни. Сега, тие сакале Бог да им зборува на нив. Утре јас ќе зборувам за божествено водство и како да слушаме од Бог. Ќе кажам само неколку работи денес за тоа. Понекогаш кога вие треба да сторите нешто, или да поминете низ нешто, или Бог ве повика да направите нешто, може би тој едноставно ви подарил дар на вера, а дарот на вера е вера која надминува обичната вера. И таа те овластува да направиш нешто или да зачекориш во нешто што вообичаено би ти исплашило. Но за тебе тоа изгледа доста нормално да отидеш и да го направиш затоа што Бог ти дал вера да отидеш и да го сториш тоа. Јас не светив многу години, но Бог ни дал дар на вера на мене и на Дејв да ја водиме оваа служба со години. Само ако би имале некаква идеја колку пари ни се потребни секој месец. Гледате, тоа звучи возбудливо. Чуе се на телевизија во 2/3 од светот и таа е преведена во 105 јазици, или како и да вели рекламата. И знаете, сите тие нешта. И имате 26 канцеларии и сите. Не, но сето тоа кошта. Интересното нешто е што ние немаме никакви долгови. Сите сметки се платени. Никогаш не ни беше потребно да позајмиме пари. Никогаш не сме платили ниту еден денар каматна стапка сите овие години додека сме во оваа служба. И јас научив како да му верувам на Бог за пари. Уште толку одамна, кога буквално му верував на Бог, искрено дека ќе не снабди, долен веш, тавки, испрани алишта. И така, јас не разбирав што се одвиваше во мојот живот. Јас воопшто не разбирав. Но јас разбирам сега и ние немаме никакви грижи. Во 2008-та, кога имаше финансиско намалување на берзата, многу луѓе ги укинаа нивните донации и мојот постар син Давид малку се загрижи за тоа со мисијата. И тој рече, па зарем не сте загрижени? Зарем не сте загрижени за ова? Јас реков, не. И тој рече, зошто? Јас реков, па ако Бог сака да продолжам да го правам ова, тогаш тој ќе плати за ова, и ако не го стори тоа, тогаш неверојатно е доста, затоа што секако ова нема да функционира без него. Гледате, ние можеме да продолжиме. Сега сум сигурна, знаете, ако имавме пат, секако ова немаше да биде толку добро. Но тоа е вистината. Тоа е како, ако Бог не е во ова, секако нема да успее. Но ако тоа е во ова, тогаш тоа ќе продолжи и никој нема да може да го сопре. И така, ние треба да го задржиме погледот кон Бог, а не кон луѓе. Понекогаш Бог ќе ти даде дар на вера да направиш нешто и другите луѓе околу тебе нема да го разберат тоа. Затоа тие те гледаат како да си сосема лут и велат, ох, ти не можеш да го сториш тоа. Ти не треба да го сториш тоа. А ти мора да останеш до Бог. Амин. Ти имаш мир за што треба или не треба да направиш. Понекогаш тоа би било божествена средба со некого кој може да го снабди она што ти е потребно или да ги отвори
правите врати за тебе. Дали сте имале такво искуство во кое само што сте го запознале правиот човек и ви се чинело како толку чудно нешто што сте се запознале токму во тоа време? И тие случаи ја поседуваат токму способноста која ви е потребна. Ајде, гледате. Тоа се нарекува снабдување од Бог во нашите животи. Потоа понекогаш Бог ќе ти ја тресне вратата пред твоето лице. Без разлика колку напорно се обидуваш да ја отвориш, не можеш да ја отвориш. Не можеш да најдеш никаква помош за да ја отвориш. Таа врата нема да се отвори бидејќи тоа не е она што Бог сака да го правиш. Некогаш околностите стануваат такви што немаш избор. Тоа е единствената отворена опција за тебе. Така да го правиш тоа нешто или нема друго. Кога Бог ме повика да поучувам пред многу години, јас мислев дека тој рече да го носам Божјето слово на сите луѓе. И јас никогаш од почетокот не почувствував дека ќе имам женска служба или дека ќе треба да проучувам само жени. Како и да е, не првев многу, имав понуда да поучувам во женска служба, еднаш неделно во нашата црква. Јас навистина не сакав да го правам тоа, бидејќи мислев дека тоа навистина не е она што Бог ме повика да го правам, и отидов пред Бог и реков, јас навистина не сакам да го правам тоа. Но потоа сватив дека и така не правам ништо друго. Така, ако тоа е единствената врата која беше отворена, тогаш тоа беше вратата низ која јас требаше да зачекорам, бидејќи јас станав помошник пастор. Завршив со многу проповедање кога пасторот не беше таму. Поучува во библиско училиште, а таму беше почетокот на мојата служба. И така, некогаш вашите околности само ќе барат, а ова е единствена работа што можеш да ја направиш, затоа оди и направи го тоа. За сето ова ќе зборам оваа вечер, за слушање од Бог. Ако сакате да слушнете повеќе од тоа, дојдете утре. Во ред, работите кои гледаме дека ги направил Јосафат, тие се толку интересни како тој отишол да побара помош од Бог. И така, следното нешто кое ќе го видите е дека тој му зборувал на Бог колку Бог е голем, колку е прекрасен. Колку е моќен. И како никој непријател не можел да го порази. Тој не барал од Бог ништо. Тој не кажал на Бог за неговиот проблем. Тој само, токму сега, а не знам, можеби тој бил некој вид на духовен психолог, но тој се нашол на добрата страна на Бог токму сега со неговиот став. Втора Летописи 24-6. Се собраа заедно јудејците да бараат помош од Господ. Дојде од сите јудини градови. Овие луѓе не дојдоа само од неколку населби да го бараат Бог. Тие дојде од секаде да го бараат Бог. Копнејќи за Него со целото нивно срце. И се допаѓа тоа. Копнејќи за Него со целото нивно срце. Мислам дека општеството во кое живееме денес, не сите секако, има многу кои навистина се посветени, прекрасни, силни и цврсти верници, но мислам дека во многу случаи некои врски на луѓето со Исус се толку мали и премногу немарни за мене, и луѓето не сакаат да се жртвуваат многу за да служат на Бог. Секој сака да биде платен за секој чекор. И знаете, ако Бог ми даде песна и ти ја пееш, тогаш подобро да бидам платена достоинствено и да ќе те тужам. Знаете, такви работи. Не ми се допаѓа тоа. Тоа е како да секој треба да си добие за заслуженото и секој би требало да биде третиран правилно. Ако ти си напишал песни од тоа живееш, јас не велам дека не треба да го добиеш правото. Но нели е смешно ако ја слушам дека некој проповедал некој од моите пораки и отидам, мислам, вашиот пастор веќе ми кажа дека тоа ќе го направи. Додека да си отидете утре навечер, јас ќе имам неколку нови пораки. И така тоа би требало да биде комплимент за некого, а не нешто да се повторува. Секогаш биете спремни да се жртвувате за Господовата служба. Секогаш биете спремни да волонтирате за да ги вршите работите. Вие сте благословени ако можете да дадете малку од вашето време, служба и дарови на Бог, а да не барате ништо. И копнејте за Господ со целото ваше срце. Копнејте за Него.
Тогаш Јосафат застана во собранието на јудејците и Јерусалим во домот Господов, пред новиот трем и рече: Вистина сакам да обратите внимание на начинот на кој тој разговараше со Бог, бидејќи за мене тоа е она што имало влијание. О Господи, Боже на нашите предци, не си ли ти Бог во небото? Нели ти владееш над сите царства на народите? Моќта и цврстината се во твоите раце. Нема никој кој може да застане против тебе. Тоа е како тој да сака да добие нешто, нели? Знаете, тоа е слично како едно од вашите деца да дојде, па сака нешто, да помине право на главното и да рече: Мамо, можеш ли да ми дадеш 1000 денари? Па шансата е да добие не. Но ако дојде со: ти си најдобрата мајка. Ти си толку убава, мамо, ти си прекрасна. Може ли да добием голема преградка? Јас те сакам, мамо. Дали има нешто што можам да го направам за тебе? И знаете, можете ли да ти помогнам со нешто околу домот? Нема некој како тебе. Не знам, може би тие се доволно паметни да се тргнат за 30 минути потоа да дојдат пак и да речат: пате, мамо, може ли да ми позаемиш 1000 денари? Па веројатно ако треба да ги најдем од 20 места, јас ќе му ги дадам. Колку мене од вас знаете за што зборувам? Знам неколку луѓе. И видите, тие беа заинтересирани за Бог. Тие не беа само заинтересирани што Бог може да направи за нив. Да кажам тоа повторно. Тие беа заинтересирани за Бог. Тие не беа заинтересирани само што тој може да направи за нив. Сега видите. Јас мислам, ако вие навистина сте заинтересирани за Бог, вие ќе го барате Него толку многу кога немате проблем, исто како што кога имате проблем. Еве еден пример на некого кој го обожаваше Бог пред да го презентира неговиот проблем. Матеј 8, стих 1 до 3. Кога Исус се симна од гората, голема толпа го следеше. Еден лепрозен се доближи до него, се поклонуваше пред него велејќи: Господи, ако ти сакаш, можеш да ме оздравиш и да ме очистиш. Но тој се поклонуваше изразувајќи обожавање и поклонување пред да побара нешто. Мислам дека нема да биде повреден никој од нас ако само 3 или 4 пати во денот престанеме било што да правиме. Било каде и да сме, само да кажеме: Господе, јас те љубам. Ми требаш. Ти благодарам за тоа што си со мене денес. Сакам само да знаеш дека јас сум ништо без тебе. Јас те љубам. Потоа исправете се. Слава на Бог, јас се уште можам да се исправам. Во последните 2 години јас имам 2 нови колкови. Јас сум сега многу силна жена. Чудно е како може да ти дадат се. Можете да добиете нови делови. Сега, 2 Летописи 20, стих 7 до 11, тој продолжува. Мислам дека овој човек беше паметен. Нели ти, Боже наш? Сега сакам да забележите колку пати тој вели ти и твоите. Нели ти ги истера жителите на оваа земја пред твојот народ, Израел, и му ја даде за секогаш на потомството на твојот пријател Авраам? Тие се населија во неа и ти изградија светилиште во неа за твоето име велики. Ако дојде врз нас зло, или меч погубен, или помор, или глад, ние ќе застанеме пред овој дом и пред тебе, заради твоето име и твоето присуство во овој дом. И ќе повикаме кон тебе во нашите маки, и ти ќе не чуеш и ќе не избавиш. Тој веќе рекол: Боже, ти си прекрасен, ние припаѓаме на тебе, ние сме твоите луѓе, ова е твоја земја. Ние сме твои, ова е твое светилиште. Сега, конечно тој ќе каже на Бог дека има проблем. Но погледнете на се друго што направил најпрво пред да го каже тоа. Се прашувам колку луѓе во оваа сала или што гледаат преку телевизија пристапуваат кон Бог на тој начин кога имаат проблем, или ние само одиме:
Боже, ќе ми помогнеш ли со ова? Не треба помош, Боже, јас не можам да се справам повеќе со ова. Знаете, ние можеме барем да почнеме вака. Ти благодарам, Боже, за сите благослови во мојот живот. Боже, јас имав нов проблем и ми треба Твојата помош сега. Јас зборувам вистината. Секогаш кога го поучувам ова, ме предсведочува и мене, затоа што ние се однесуваме така. Ние понекогаш забораваме дека славењето треба да го надминува барањето. Амин. И секако, потоа обожавањето оди многу подлабоко отколку славењето. Гледајте во стих 10. Гледај, синовите на Амон и Моав и на гората Сеир, чии земји ти не дозволи Израел да ги завземе кога дојде од египетската земја, затоа тие ги одминаа и не ги уништија. Тој вели, тие можеа да ги уништат тогаш и потоа тие немаше да ни додеваат сега. Но ајде да се сетиме дека ти не дозволи да ги уништат. Сега, еве како тие ни враќаат со тоа што сакаат да ни стераат од Твојот посет. Дали некој го гледа она што јас го гледам? Мислам, тој изгледа одел во училиште за психологија. Не истеруваат од Твојот посет што ти ни го даде како наследство. Прво, Јосафат зборувал колку е прекрасен Бог, потоа за големите дела што Бог ги направил во минатото, потоа го спомнал неговиот проблем како да бил нешто малку додатно. Ние го поминуваме повеќето од нашето време зборувајќи за проблемот и многу помалку за останатите работи. Потоа тој го спомнал неговиот проблем како да бил додатен. Сега тој го вклучил Бог лично, потсетувајќи го дека тоа е негов посет што непријателите се обидуваат да го украдат. Втора Летописи 20:12. Ова е многу важен дел од поучувањето. О Боже наш, зарем нема ти да им судиш? Број 1. Зашто ние немаме сила против тоа големо мноштво кое доаѓа против нас. Број 2. Ние не знаеме што да правиме. И број 3. Нашите очи се кон Тебе. Сега ова е многу важно бидејќи тој вели: ние немаме сила да го поразиме овој непријател. Ние не можеме без Тебе. Ние не знаеме што да правиме дури ако се обидеме, но нашите очи се кон Тебе. Хајде да го однесеме тоа на ниво на нашиот секојдневен живот. Дали некој од вас некогаш се обидел да промени друго човечко суштество? Дали некоја од вас, дами, е пробала да си го смени сопругот? Сега видите, ми требаа многу години полни со страдање пред да можам да кажам: Боже, јас немам никаква сила да променам нешто и јас не знам што би правила дури ако имав сила, затоа што се обидов со се и ништо од тоа не функционира. Но сега конечно, Боже, моите очи се кон Тебе. Ајде, понекогаш ни е потребно доста време за конечно да ги свртиме нашите очи кон Бог и да сватиме дека ние го немаме она што ни е потребно за да се заврши она што треба да се заврши. Амин. Има големо ветување во Библијата дека ако ние најпрво го бараме Царството Божјо, над се друго и неговата правда, тој ќе ни даде се што ни е потребно во секоја област од нашиот живот. Без разлика со каква битка се соочувате, Бог ќе ви помогне да се борите во таа битка денес. Знаете, навистина вие веќе победивте, само треба да застанете цврсто и да ја практикувате победата која Исус веќе ни ја даде кога умре на крстот. Ја сакам да живеете со огромни очекувања дека добри нешта ќе се случат во вашиот живот.